Што ако веќе си ја пронашол љубовта на својот живот и си ја заборавил? Ве молиме, внесете ги вашите лични податоци за да почнете со програмата за допишување на Heartbeats. Име Илија, години 16. Хороскоп Стрелец. Ја прочитав и ја прифаќам политиката за заштита на личните податоци. Забелешка за употреба. Како едно срце што не престанува да чука, така Heartbeats на крајот на секој ден наплаќа според бројот на чукувања што ги остварува корисникот на екранот на мобилниот за карактери и слободни места, како и за оние што се избришани помеѓу другите статистики. Не постои ограничување на бројот на карактери во пораките, поради што кратенките веќе не се потребни. Недела, 3 август. Буда вели: постојат две грешки што можеш да ги направиш на твојот пат кон вистината. Да не го изодиш целиот пат и да не го започнеш никогаш. Су. Ели, ти ли си? На вистина си ти? Елија. Да, здраво Су, изненадување е. Су. Боже, не ми се верува. Како си? Како се разбуди? Ми се чини неверојатно што зборувам со тебе, страшно. Елија. Па верувај, се случи ноќеска. Докторите реагира исто како тебе. Личеа на џуџиња што обладаат собрани околу Снежана. Су. Не шегувај се, жено, одвратно беше за сите. Дури и рацете ми се тресат додека ти пишувам. Сама ли си? Елија. Сега да. Мајка ми и татко ми зборуваат со докторот, ама ќе се вратат брзо. Су. Уф, плачам, сериозно. Будна си. Елија. Будна? И со нов мобилен. Требаше да паднам во кома за родителите да ми ги слушнат молитвите. Су. На вистина си страшна. Добро, барем конечно имаш хабеиц. Ти беше мојата најскапа пријателка, а? Елија. Ќе треба да ми кажеш што се сум испуштила. Ми рекоа дека сум била оф 3 дена. Оф, тешко ми е да пишувам. Су, па не се заморувај, остави се на мене. Супер Су во мисија на спасување. Штом се вратам од село, ќе те посипам со бакнежи. Су. Уа, толку сум среќна што си добро си, нели? Елија. Веројатно, барем знам која си. Су. Не е смешно, жено. Поминав сати гледајќи на карти и чинг, па дури и читајќи хороскопи во списанија. Елија. Ајде доста, ама веќе знаеш дека второто го пишуваат здодевни практиканти. Су. Уф, очајна бев и на вистина загрижена. Не сакам ни да ти кажам само колку свеќи изгорев. Немаше ефект ни цедето за отпуштање на мајка ми. Се ме подсетуваше на тебе. Немој никогаш веќе така да ме плашиш, договорено? Елија. Океј, ветувам. Да беше до мене, немаше ни сега да те плашам. Уште се чувствувам на пола пат, помеѓу сон и јаве. Су. Тука си, Ели. Далеку од недојдија. Елија. Немам ни идеја каде бев, ама те уверувам дека таму немаше ни сирени, ни пирати, ни вили. Су. Ние таквите те чекавме тука. Кога ќе те пуштат од болница? Елија. Жено, мора да те оставам, дојдоа моите. Су. Океј, јави ми се после те молам. Добре дојде назад, Ели. Фалеше. Одеднаш има повеќе светлина. Те сакам. Елија. Фала Су, и јас тебе. Бакнеш. Мама. Доаѓам веднаш, душо. Ти носам се што ми побара, освен жолтата мајца. Сигурно ли не ја фрли минатата година? Елија. Па, не знам баш, се едно е, мамо. Не дека ќе излезам на журка во блиска иднина. Мама. Успеа да се одмориш? Ти дадоа ли ужина? Помина ли докторот? Елија. Да, не
Да, мама. Ајде, немој да бидеш таква, што ти рече? Елија. Дека сега за сега се е во ред, немој да се грижиш, утре ќе почнам со рехабилитација и ќе ме пратат во една група за поддршка, за да видам дали ќе може да ми се врати сеќавањето. Каков план само? Зошто не ме остават на раат? Мама, за твое добро е, Елија. Успеа да се сетиш на нешто? Елија, не баш. Мама, немој да се грижиш, душо, само ти треба време. За сега ќе правиме се што ќе ни речат докторите, за да може брзо да се вратиш дома, важи? Тато со тебе ли е? Елија, отида да земе кафе. Мама, во ред, ќе тргнам за кратко до болницата, само да не ме фати гужва во сообраќајот. Елија, може би кога ќе дојдеш нема да сум тука, се шегувам, бакнеш. Су, или во ред е ли да направам група за добре дојде? Многу луѓе сакаат да те поздрават. Елија, што е тоа група за добре дојде? Су ја додаде Елија во групата добре дојде. Мија, Елија! Џони, честитки шампионке! Лоре, паметница, гледам дека си се разбудила само за да уживаш во летото, а? Супер, бакнеш. Тамара, се радувам што те гледам тука. Крмен, дотерај се, го Елија, го. Фер, оздравувај брзо. Роман, лайк. Адри, бакнеш убавица, се гледаме во септември. Мики, што се случува, спанке? Конечно одлучи да се разбудиш. Уа! Белен, среќно лето, убавке, ни фалиш, цмок. Ионе, какво ли само пијанство те фатило, одлично што не се утапа. Елија, дечки, фала ви на сите. Елија ја напушти групата. Биланс за недела, отшукувања 1417, пријатели 13, времена поврзаност 52 минути. Понеделник, 4 август. Буда вели: кога ученикот е подготвен, се појавува учителот. Мама, добро утро, сонце. Елија, здраво, мамо. Како знаеш дека сум будна? Мама, прашањево е смешно кога си поврзана. Елија, значи ми го подаривте паметниот телефон за да ме шпионирате? Мама, знаеш дека не е така. Како си денес? Елија, добро. Мама, немој да бидеш скисната, ајде, само што ти пратив еден файл. Ти стигна? Елија, зошто ми го праќаш плакатот од концертот на Реджина? Мама, затоа што ти е омилена пејачка. Се сеќавам колку беше радосна што ќе одиш на концертот. Елија, и јас исто. Лошо е што заборавив што се случи по концертот. Мама, не грижи се, сонце. Порано или подоцна ќе се сетиш на се. Елија, а да го прашам таксистот, тој сигурно знае каде сум била таа ноќ пред несреќата. Мама, Елија, не е добра идеја да се измачуваш со тоа. Тој човек веќе го пуштија од болницата, а набргу ќе бидеш и ти. Елија, а ако не е така, мамо, ако никогаш не ги вратам тие денови пред несреќата, ако почнам да заборавам други сеќавања? Мама, таквите мисли не се добри. Го слушна докторот. Треба да бидеме позитивни. Секој биде во ред, ти ветувам. Мама, татко ти само што помина на контрола за кофирите, ќе се видиме бргу. Веднаш штом стигне од аеродромот. Те сакам, сонце. Су, хеј, каков е твојот втор ден во светот на разбудените? Се сети на нешто друго покрај она што ми го раскажа вчера по телефон? Су, не знаеш,
колку само се скарав со Ионе за она што го пиша во групата. Навистина претера. Веќе и реков дека таксистот беше виновен за несреќата. Су, добро си, гледам дека си поврзана, зошто не ми одговараш? Елија, извини, Су, размислував. Да, добро сум, барам теоретски, ама страв ми е, всушност, времето кое го поминав во кома не ми е битно. Она што ме вознемирува е што не се сеќавам на 3 дена пред несреќата во кои бев свесна. Се чувствувам како да ми ги искорнала. Зошто не се сеќавам на ништо? Су. Поѓа волите, Ели. Жал ми е што не бев со тебе. Барем да се видовме тие денови, сега ќе можев да ти кажам што правевме. Елија. Ајде, Су. Веќе имаше доволно проблеми со баба ти. Освен тоа, кој знае, да беше со мене, можеби ќе се случеше нешто полошо од мојот лапсус во сеќавањето. Су. Не знам, сепак сакам да се вратам за да те прегрнам како што заслужуваш. Елија. И јас исто така. Патам, како е твојата бабичка? Су. Многу подобро. Толку добро што ова попладне се враќаме, па утре ќе сум таму во раните утрински часови. Су. А докторите ти рекоа нешто друго? Елија. Дека е чудо што успеав да се разбудам без никакви последици. Постојано ми прават испитувања и ми поставуваат прашања од кои не гледам никаква полза. Су. Сигурно има женска. Ти го потикнуваат сеќавањето, го прочитав тоа во еден роман, да те принудат да се сетиш на она што си го заборавила. Може да биде опасно и во многу случаи безкорисно. Но, ако те распрашуваат за други работи, може би ќе најдат на некој клучен детаљ кој ќе ти помогне да се сетиш. Елија. Се надевам дека си во право, затоа што попладне започнувам со терапија, индивидуални и групни сесии. Су. Само биди смирена, Ели. Сеќавањата ќе ти се вратат кога најмалку го очекуваш тоа. И набргу ќе излезеш и се ќе биде како порано. Верувај во супер, Су. Елија. Фала ти, женска. Мора да те оставам, Су. Ќе одам да јадам. Бакнежи. Марион. Поздрави, уште еднаш. Елија. Здраво, Марион. Марион. Само сакав да проверам дека не си ми дала лажен број. Марион. Не ти пречи што ти го побарав бројот, нели? Ветувам дека нема да бидам многу здодевна, ама навистина ми се допадна и понекогаш добро е да зборуваш со некој нов. Елија. Па да, и мене ми е задоволство. Марион. Како ти се чинеше? Елија. Што? Марион. Не што, кој? Нашиот психолог, Ксавиер. Елија. Па, не знам, предпоставувам окей. Прв пат запознавам психолог. Или барем тоа е прв кај кого сум пациент. Марион. Да, па куле, иако е само неколку години постар од нас, но треба да се признае дека е добар и тоа помага. Елија. Предпоставувам дека е така. Марион. Ти многу предпоставуваш, зарем не? Слушај. Утре треба да одам до болницата за да направам некои испитувања. Ако сакаш, може да поминам до твојата соба за да позборуваме некое време пред да одиме на терапија. Знам дека е одвратно да си сама секој ден и секоја ноќ. Елија. Секако супер. Да, навистина е здодевно. Марион. Видов дека си добро, иако знам дека најлошите повреди се однатре. Ама ајде, ќе видиш дека многу брзо ќе те пуштат да си одиш домче. Елија. Дај Боже. Од кога не е утре сесијата? Марион. Од 11:30, за да ти се свари појадокот во друштво. Елија. Да се убиеш.
Марион, убаво расположение, кажи дека е во ред. Ке поминам да те видам пред тоа. Чао, убавица. Елија, окей, бакнеш. Су, како оди терапијата, или? Ке ти се јавев, ама попат сме и речи си да нема мрежа. Елија, Су, господи, каква главоболка. Су, да? Поради психологот? Елија, да бидам искрена, беше на вистина исцрпувачки. И покрај тоа што речи си ништо не направивме. Типот се обидуваше да направи да се сетам на нешто, ама беше безкорисно. Беше како да имам еден непремостлив ѕид околу тие 3 дена што и предходеа на несреќата. Ми рече да не се вознемирувам, но не можам да го избегнам тоа. Мораш да ме изведиш од тука. Су, знаеш дека би го сторила тоа да можев, но се уште не знам ништо за телепортирање, иако се трудам да научам нешто чисто да знаеш. Елија, барем другата девојка што оди со мене на терапија се чини фина, се вика Мерион. Су, не за што и се случило? Елија, според она што ми го кажа, случајно предизвикала пожар во својата куќа. Половина од лицето ја изгорано кутра. Елија, но ти се колнам дека е неверојатна. Веќе ти реков дека ја знам од денес, но изгледа толку смирена, толку весела, секогаш е насмејана и се шегува. Су, се надевам дека ќе ја запознаам бргу. Елија, ке видиш, ке ти се допадне. Јас изгубив неколку денови од животот, ама таа, не знам како може да изгледа толку прибрано, толку среќно. Су, има луѓе што се направени од поинаков материјал. Елија, не знам, Су, самата ми кажа дека најголемите повреди не се видливи. Предпоставувам дека затоа доаѓа на терапија со мене. Су, можно е. Или, не сакав да те прашам за ова досега, но на што поточно се сеќаваш од концертот на Реджина Спектор? Елија се исклучила. Биланс за понеделник, очекувања 2578, пријатели 3, време на поврзаност 34 минути. Вторник, 5 август. Буда вели: потекло на страдањето е желбата. Елија, Су, жал ми е што си заминав така. Можеш да зборуваш? Во ред, предпоставувам дека спиеш како секое нормално суштество. Ке зборуваме утре. Су, хеј, Елија, здраво. Те разбудив? Су, да, ама седно е, добро си, ти треба нешто? Некоја приказна што ќе ти го одвлече вниманието? Сакаш да ти гледам на карти? Биди убедена дека сум многу подобра во тоа од последниот пат. Елија, женска, извини за она, не требаше да си заминам така. Су, во ред, Ели, моја вина беше. Знам дека сите те притискаат да се сетиш, па последно нешто што ти е потребно е тоа да го прави и твојата најдобра другарка. Елија, не е тоа, Су. Јас не престанувам да размислувам за последното нешто на кое се сеќавам. Се плашам дека ќе исчезне исто како и деновите што ми недостигаат. Су, ако ти е полесно, можеш да ми раскажеш мене. Така, ако некогаш заборавиш, јас ке можам да те потсетам. Ајде, раскажи ми. Елија, окей, концертот на Реджина Спектор. На крај сите ме изневерија, но јас и покрај се отидов. После час и половина ми задзвони телефонот. Беше мајка ми. Су, во што бил проблемот? Елија, ништо, ги заборавила клучевите дома и ме чекаше пред влезот на театарот. Така, морав да излезам,
и да ги дадам моите, додека публиката ја повикуваше на бис, и кога сакав да се вратам, типот од обезбедување не ми дозволи да влезам. Не ми се веруваше. Реджина повторно се вратила на сцената и ја пееше мојата омилена песна, онаа што ја очекував целиот концерт. Су, One More Time with Feeling? Елија, како ме познаваш? Останав таму, фрустрирана, обидувајќи се да слушнам нешто од фоајето. Се чувствував одвратно и тогаш нечи глас од зад грбот ми рече: не може да ти ја вратам песната, ама можам да ти покажам како играат рибите. Су, ау, што имаш испиено, женска? Ајде, продолжи. Елија, толку. Тоа е последното нешто на кое се сеќавам. Су, воопшто не започнало лошо. Работите стануваат интересни. Елија, зошто имам чувство дека уживаш во ова? Су, само се обидувам да бидам позитивна. Освен тоа, знаеш колку ми се допаѓаат загадките и мистериите. Не грижи се. Заедно ќе стигнеме до срцевината на проблемот. Дај Боже, Су, затоа што секогаш кога ќе помислам на она што сум го заборавила, чувствувам дека ми недостига воздух. Су, не размислувај повеќе и оди легни си. Утре е нов ден, Ели. Елија, да, ќе се обидам да заспиам. Може ќе имам среќа. Бакне, женска. И по 100 пат. Благодарам. Сега треба да ни се приклучи некој. Ајде. Сурприз! Поздрав сите. Која страна сме? Ајде, после ќе ги поздравиш пофино. До 30-та, професионалец. 30 страна. Елија, веќе сум со мама во кола, на пат сме до дома. Да го оставиме куферот и ќе дојдеме во болница. Океј, како беше на патувањето? Добро, но со многу работа. Се одделував од документите. Само кога зборував со тебе и со мама по телефон. А ти, како се чувствуваш, душа моја? Елија, тука си? Да, тато, извини. Иако кратко време го имаш Heartbeats, многу пишуваш, а? Вида, јас сум модерен татко. Мајка ти вози како желка. Со ваква брзина ќе стигневме за време на вечерата. Сакаш да ти донесеме нешто? Може ли да ми донесете некоја DVD или подобро донесете ми неколку? Сторено. Ти кажав дека имам еден колега што обожава филмови. И видиш, студирал политички науки. Дали е тоа некаква алузија? Не, само велам дека можеш да продолжиш да гледаш филмови и да студираш нешто со повеќе можности. Се чини дека навистина било алузија. Не, душо, навистина не е потребно да студираш политички науки. Има многу други професии. Тато, сожали се на твојата болна ќерка? Во ред. Ке зборуваме за тоа во друга пригода. Денес не, те молам. Ни утре. И нема да заборавиш да ми донесеш филмови. Договорено и за двете нешта. Фала. Илија, знаеш дека те сакаме многу, нели? Секако, тато, и јас вас. Сакав да биде испишано во бесконечноста на интернет. Скоро сме дома, се гледаме набргу. Океј, ќе бидам тука со Марион. Се гледаме. Марион, навистина ми се допадна, Су. Пренеси, плиз. Елија, важи, и таа си помина супер со тебе. Марион, изгледате како сестри, дури и си ги довршувате речениците. Елија, ха, се знаеме уште од дечурли. Не знаеш само колку сакав да ја видам. Марион, воопшто не ме чуди. Кога ќе закрепнам, се надевам дека ќе може да излезам со вас некој ден. Елија, секако, ќе биде супер. Еј, како помина твојата индивидуална сесија со Ксавиер? Марион, искрено малку напорна, особено поради тоа што
денеска беше и мајка ми и не беше лесно. Елија: во што е проблемот? Секако ако сакаш да зборуваш. Марион: да, ајде, веќе се е во ред. Проблемот е што многу нешта излегоа на виделина, нешта кои ги имав сокриено на некое темно место под тепихот. Јас и фрлив в лице на мајка ми некои страшни случки и таа го стори истото со мене. Потоа, Ксавиер ја извади темата за пожарот и почнавме да плачеме како сполавени. Помирување, прегратка и крај на првиот чин. Елија: добро, мило ми е што се завршило добро. Понекогаш е тешко да ги разбереме родителите. Ти го велам тоа од лично искуство. Марион: ти се сложуваш добро со твоите? Елија: зависи. Се чини дека од несреќата се разбираме многу подобро, ама мајка ми и понатаму е премногу заштитнички настроена, а татко ми бара премногу. Обседнат е со мојата иднина, со тоа да ја пронедам совршената работа и да заработувам доволно пари за да имам куќа, семејство и куче од каталог. Марион: па, зарем не го бараме сите тоа? Елија: јас секако не. Сакам да бидам филмски режисер и да патувам по целиот свет снимајки приказни. Види, зборувам со идната Скорсезе. Елија: подобро идната Копола, ха-ха-ха. Ама татко ми не го разбира тоа и инсистира дека тоа не е перспективно. А јас верувам дека само треба да вложиш труд и да се обидеш да бидеш најдобар. Марион: челична вистина. Елија: веќе прифатив да запишам училиште кое тој го сакаше, општествени науки. Кога ќе заврши семестарот оваа година, ќе заминам каде било да студирам филм. Марион: направи така, сигурна сум дека ќе успееш. И татко ти ќе се чувствува горд и ќе те поддржи. Се кладам во што сакаш. Елија: и јас го очекувам тоа. Марион: јао, ме бара мајка ми. Ке зборуваме утре, Елија. Поздрави ја Су, плиз. Се надевам дека ќе ве видам бргу на некое позабавно место и со подобра музика. Чао, убавице. Елија: секако, бакнеш, Марион. Феникс, без разлика дали мислиш дека нешто можеш или не можеш, во право си. Кој си ти? Хенри Форд го рекол тоа. Не те прашав кој го рекол тоа, туку кој си ти? Тој сум кој сум и не личам на никого. Во тој случај ќе ти избришам. Понекогаш нашата судбина ја пронаоѓаме на патот што го избираме за да ја избегнеме. Гениално, ја знаев и таа. Ајде, оваа ја имам за тебе. Вчера е минато, утре е загадка, а денес е подарок. Индијанска поговорка? Не, мајстор Ругвеј. Ми се допаѓа Кунг-фу Панда. Среќно со афоризмите. Феникс, среќно во оздравувањето. Елија: чекај, ме знаеш? Феникс истлече. Биланс за вторник, очекувања 3375, пријатели 4, време на поврзаност 1 час и 8 минути. Сакаш пауза да правим? Ајде. Океј. Толку брзо се измори? Не се измери воопште.